Добар ден, криптоентузијасти. Денеска имавме многу активен ден. Имавме долг состанок со целиот наш тим. Оваа недела е тест недела за апдейтот кој што го спремаме, кој што наскоро ќе биде достапен за нашата Patreon заедница. Така да малку покасно успеав да ги направам овие altcoin инвестиции, но битно е дека успеав да ги направам. Како и да е, не можам повеќе околу тоа да споделам, ќе споделиме наскоро, верувајте ми, едва и чекам и јас. Значи сме во, би рекол, при крај со генерални подготовки, тест фаза, што функционира, што не, нормално што треба да се поправи. Така да наскоро ќе дознаете многу повеќе околу тоа, верувајте ми, за целата заедница има по нешто што ќе биде интересно и што ќе помогне нормално се повеќе и повеќе материјал, се повеќе и повеќе информација и едукација да стигне до македонскиот народ. Така да целиот тим работи во позадина, сакам да знаете дека се спрема нешто многу убаво. Денес, како што знаете и сами, со мало задоцнување, иако имаме содржини од претходната недела што не успеавме да ги обработиме, но altcoin инвести, како што веќе планиравме и најавивме како специјално неделно видео подготвени. Во текот на следната недела ќе имаме Ethereum, тоа е видеото кој што не успеавме да го обработиме во претходната недела, нормално ова е апдейт, дел од нашата анализа на коини и токени. Ова е веќе 117 различни коини се обработени во оваа плейлиста. И почнуваме одново. Веќе го обработивме XRP како прв коин кој што добива втора анализа, а следен ќе биде Ethereum со свој соодветен апдейт во вторник на нашиот канал. Среда, геополитика и крипто, потенцијално дури и порано, ако евентуално видиме дека се случува почеток на војна во Иран. Така да ова имајте го превид, ако нешто се случи такво, дефинитивно ќе мораме и порано да го направиме, но доколку не, во среда официјално ќе се фокусираме највеќе на Иран, а нормално дополнително и останатите конфликти како Украина, што се случува моментално во Венецуела со де-факто окупацијата на Мурика и така натаму. Очекувате во сабота да го имаме Пиперчекаст, она што исто така не успеавме да го направиме во претходната, заедно со нашиот Јордан Пиперката, ќе разговараме на темата иселување од Македонија. Нормално дел низ историјата, но највеќе зошто сега. И во недела имаме многу уникатно видео, нешто до сега не видено, барем не на нашиот канал, а и на други реално нема баш толку добро обработена тема. Ќе земеме два конкретни примери, тоа се Венецуела и Иран, и ќе покажеме како Мурика со економска саботажа, без ниту испукан куршум, се обидува да ги уништи овие држави, нивните економии, нормално и нивните политички системи. Значи сакаме да покажеме како тоа го прави, кои се инструментите и зошто е толку битна оваа паралелна инфраструктура која што БРИКС се обидува да изгради. Значи ќе разговараме конкретно околу тоа. Економска саботажа како облик на војна моментално, верувам дека ќе ви се допадне. Да потсетиме уште еднаш 29 март како и секогаш, значи во последните видеа, нашиот следен офлайн митап во Битола на нашиот Facebook профил на врво може да го најдете линкот и настанот, нели, во едно. Би ве замолил да го пријавите вашето присуство, да знаеме прилика колку луѓе очекуваме. На 140 луѓе веќе се пријави, очекуваме многу повеќе, но чисто да имаме прилика представа. Се што треба да добиете како информација ќе го добиете на овој настан и нашите социјални мрежи, така да би ве замолил да го заследите и сите информации може да ги најдете во овој настан. Со тоа можеме да почнеме денеска официјално со altcoin инвести. Нормално прво поминуваме преку институционалните altcoin инвести. После последниот пат кој што го имаме на пазарот, маркет капот на крипто и неговото рекавери, би рекол, е околу 2,5 трилиони. Што, како што видовте, ако не сте го погледнале, погледнете го. Последниот лов на дно. Буквално се телепортиравме на дното на овој циклус, каде што индикаторите на биткоин, нормално и на алткоините, се наоѓаат на ниво на дно на bear market, за разлика од претходните циклуси. Така да погледнете го претходното лов на дно видео, детално објаснуваме и демонстрираме колку само сме препродадени во апсолутно сите индикатори. Алткоин сезона индексот го покажува токму истото, се наоѓаме на долната граница, каде што најчесто нормално се наоѓаме во bear market и дно на bear market. Една работа која што е уникатна за разлика од претходните bear маркети, ова што го гледаме овде е дека и понатаму алткоините се држат на некое хоризонтално ниво, што значи дека не паѓаат повеќе од биткоин. Имаме опрлика иста корекција колку на биткоин, толку и на алткоините надолу, па затоа имаме, би рекол, индексот се држи доста добро за разлика од претходните циклуси.
Следна битна работа што може да забележиме, апсолутно сите алткоини се наоѓаат во oversold, значи ова скори да не се случува некогаш да го видам. Нормално знаете и сами, причината е 4 години bear market за алткоините. Ние овој циклус немавме алткоин сезона, овој циклус буквално имаме цел циклус од претходниот до сега 4 години bear market. И понатаму, без разлика дали е bull или bear, една работа што постојано зборуваме, треба да погледнеме дека секој од овие проекти, без разлика bull или bear, постојано работи. Значи, ова се бројот на скрипти кои што се депонирани во GitHub депозитори од текот на последната година. Значи, гледаме дека секој од овие проекти, без разлика колку е цената на неговиот токен, без разлика колку е неговата масовна адаптација се случува или не, постојано работи на свое подобрување. Тоа не би го правеле ако не гледаат позитива во оваа технологија и нормално во сопствениот проект. И понатаму топ 5, значи без конкуренција, како да ви кажам, постојано на исто место. Единствено не го гледам Polkadot моментално овде. Ethereum, Cardano, HBAR, Flow, ICP по core development оваа недела, додека во однос на развој на екосистемот Ethereum, Cardano, ICP, Flow, Arbitrum. И овдека можеме во топ 10 да ги видиме постојано истите. Значи нема никаква разлика. Тие се тие проекти кои што постојано работат најактивно, значи многу ретко се случува да имаме некој изненадување во оваа листа. Овдека има мало изненадување, официјално според најновите податоци на 8 февруари, успешно Solana го премина ICP како најбрз блокчейн, 1158 трансакции во секунда за ICP, 1322 трансакции за Solana. Нема да навргуваме, знаете што мислам, не навргуваме воопште таму, како и да е, ICP е нашиот шампион. Продолжуваме понатаму во однос на некој DeFi, би рекол, генерално DeFi и on-chain, би рекол, индикатори, да видиме што се случува во самиот екосистем. Во однос на стейкинг, оприлика листата е, би рекол, иста. Ова се најголемите по стейк екосистеми, кој што може да забележиме. Да, знам дека некои од нив фалат, но оприлика еве како изгледа листата на најголеми по стейк коини според токен терминал. Сега ова почнеме да го следиме, зашто е интересен момент. Forbes, како што кажавме, во нивниот advisor section, а ова е еден од најголемите портали во светот, значи, верувале или не, ставија топ 10 криптовалути кои што ги определуваат на неделно ниво. И не знам, веќе ова е трети или четврт пат како го следиме ова како артикл, или како да кажам, секција на Forbes, каде што Cardano е на прво место. Значи, дали ви се допаѓа или не, Cardano и понатаму еден од моите омилени коини, не за џабе, значи секоја чест на дечките за работата, и па ќе кажам, работата и квалитетот со време ќе си дојде до израз, тоа е барем моje мислење, секој има право на свое. Cardano на прво место, Binance второ, Bitcoin трето, Polkadot четврто, Ethereum пето, шесто Litecoin, седмо Solana, осмо Tron, девето XRP, десето Lido Stake It. Тоа се првите топ коини според Forbes. Повторно, не според мене, според Forbes. Интересно како лаички да видиме што мисли ритейл секторот, така. Extreme Fear 8, вчера беше 5, значи вакви работи сме виделе само во дно на bear market или во Black Swan настани, значи буквално повеќе јасно дека се наоѓаме таму. ETF inflows во текот на вчерашниот ден после онаа паника која што видовме на пазарот, гледаме дека има позитивен од 330 милиони overall на Bitcoin од сите ETF-и кои што се дел од Bitcoin ETF секторот, додека кога станува збор за Ethereum, имаме мал одлив. Имаме вкупно 21 милион одлив во текот на 6 февруари, тоа беше петок, значи последниот работен ден на пазарот. Но па ти кажам, ова е според мене само моментална ситуација, верувам дека сето ова ќе трне во обратна насока и верувам дека токму тоа ќе биде еден од главните показатели дека сме завршиле со bear market, кога потенцијално ќе видиме солиден прилив во Bitcoin и Ethereum ETF-ите. Следна работа која што постојано зборуваме е дека само прашање на време е кога најголемиот дел од сите алткоини кои што имаат реална вредност ќе добијат свој ETF. Значи ова многу пати сме зборувале сега, претходно луѓето не веруваа, сега почнаа да веруваат, не знам зошто. Па ти кажам, не е битно дали сме управо или не, битно е дали ова нас ќе ни донесе профит. Не гледам како не би ми донело, кога на крајот од денот овие коини конечно добиваат потврда од институциите дека на вистина имаат своја вредност. А како ако не, нормално од оние кои што веќе ги имаме и оние кои што доаѓаат.
оние кои што доаѓаат 6 февруари, апликација од страна на 21 Shares за Ondo ETF, официјално поднесена до SEC во Америка. Следно, сега да не ги барам апликациите, тоа е како ги наоѓа вестите, нема некоја голема разлика. Bitwise на 6 февруари аплицира за Uniswap ETF. Значи, како што кажавме, само прашање на време. Исто на 3 февруари, само да видиме кој, Canary Capital аплицира за SUI ETF. Секој од овие коини ќе добие свој спот ETF, јас сум дефинитивно сигурен, само прашање на време е кога. И додека имавме одлив од Ethereum и Bitcoin, можеме да видиме прилив во алткоините, веќе 3 дена поред, без разлика на тоа дали имаме пат или не, имаме прилив во XRP спот ETF-ите, со вкупно над $1 милиарда инвестирани во нив, негде блиску до тоа, не баш блиску, 700 милиони Solana. Исто така сме имале од текот на вчерашниот ден прилив, еден ден претходно одлив, ова е буквално денот на четврток и петок страф и фомо на пазарот. Додека останатите, ќе погледнеме, значи 3 дена поред имаме прилив во Link, прилив одлив во Litecoin, но релативно гледаме прилив. Во AVAX немаме ништо и HBAR имало солиден прилив во последниот ден во петокот. Така да сакам да кажам дека гледаме дека има заинтересираност за алткоините, наспроти на тоа што многу од оние што разбираат зборуваа. Значи, веќе 50 милиони инвестирани во HBAR, ETF, 2,85 во AVAX, не заборавајте, AVAX е стар само 3-4 дена, 6,6 милиони во Litecoin, во Link имаме 70 милиони, во Solana рековме 700 и во XRP 1 милиарда. Ова не е мал капитал инвестиран во ETF-и во време на bear market, замислете. Вака сега, следно, некој погрешен таб отворен. Bitcoin ETF overall, значи што можеме да забележиме дека да, имаме стагнација и пад во целиот овој период уште од нормално Black Swan настанот на 10 октомври, што е, пак ќе кажам, нормална појава, значи ништо не се движи само нагоре, не гледам причина за страф. Кога станува збор за дацовите како втора група на нормално институции кои што активно купуваат крипто, гледаме дека има постојано прилив во биткоин дацовите, одлив, како што кажавме, еден значителен на 16 јануари и нешто помалку незначително во текот на јануари и почетокот на февруари, но можеме да забележиме дека солидно имаме прилив во биткоин. Истата ситуација може да видиме и во Ethereum, нормално главно доаѓа од Bitmain, но како и да е, за разлика од ETF-ите, гледаме дека дацовите има многу повеќе прилив, за разлика од одлив и за разлика нормално од во оваа ситуација ETF-ите. Како и да е, значи тоа е за главните две валути, другите нема, проверував, нема нешто посебно. Гледаме дека нема активност. Обратно, алткоините се многу поактивни во ETF-ите за разлика од дацовите. И понатаму неизбежен е шок на залихата на биткоин, значи и понатаму сме overall во даунтренд на тоа колку коини имаме на менувачниците, без разлика на се и понатаму не се покажува никаков тренд на bear market кога станува збор за намалување на залихата на биткоин на менувачниците, што пак ќе напоменам, несомнено ќе доведе до шок на залихата. Колку помалку имаме, нормално толку повеќе одредено добро станува ретко, колку е поретко, толку по блиску се наоѓа до шок на залихата и скок на цената. Истата работа може да видиме и кај биткоин, истата ситуација може да видиме и кај Ethereum, дури и повеќе гледаме дека се намалува количината на Ethereum во последниот период од биткоин. Кога станува збор за Coin50 индексот, кој што исто така следиме, кој што е така речено копија на S&P 500, идејата, гледаме дека моментално малку се зголеми количината на биткоин во однос со останатите алткоини, околу 53,4%, претходно беше дури и под 50%, но генерално знаеме дека овој индекс за сега губи на вредност, како и остатокот од пазарот, со оглед на фактот дека сите коини кои се дел од него нормално губат на вредност. Но како и да е, пак ќе кажам, ова е само момент, како и претходно, многу пати до сега сме виделе bull и bear, па и во оваа ситуација ако е bear market нема да биде ништо поразлично од претходните. Стандарден фат на пазарот, тоа готово заврши приказната, ова сме го гледале многу пати и приказната се повторувала повторно во следниот bull market.
Како и да е, сега за сега немаме нови вести и понатаму останува непроменета мапата на нови сојузни држави кои што имаат своја биткоин резерва. Сега за сега и понатаму остануваат само 3 за сега. Нью Хемпшир, Тексас и Аризона очекуваме потенцијално нови да им се приклучат наскоро. Според S&P Global, тоа е компанијата која што стои позади S&P 500, се повеќе и повеќе гејропски банки почнуваат да користат и прифаќаат стейблкоини. Што е многу битно, посебно со Мика и незината, би рекол, надграба, која што беше имплементирана во текот на претходните неколку месеци. Се очекува дека посебно после почетокот, односно во текот на 2026 година, се повеќе и повеќе ќе се користат стейблкоини за размена, трговија и помирување на трансакции. Тоа можеме да го забележиме и во маркет капот на стейблкоините на гејропско ниво, односно можеме да забележиме дека трендот на раст на маркет капот на стейблкоините во Европа расте. Погледнете. Значи од негде декември 2024 година за една година пропорционално расте маркет капот на сите поголеми коини кои што моментално се дел од европскиот пазар. За кои коини станува збор? Нормално EURC, тоа е коинот кој што е на Circle, напоредно со USDC, и ова се најголемите по маркет кап останати коини кои што моментално учествуваат во пазарот на гејропски стейблкоини. Повторно, не заборавајте дека ова е неспоредливо, со оглед на фактор дека сите заедно имаат негде околу можеби 1 милијарда, нешто повеќе од 1 милијарда долари маркет кап на стейблкоините во Европа. Овој тренд е значително поголем кога станува збор за USDC коините, односно можеме да забележиме дека само Тетер има над 185 милијарди долари маркет кап, а замислете сите стейблкоини во Европа имаат негде околу 1 милијарда. Така да сакам да кажам дека овој тренд допрва треба да почне да расте во Европа и нормално една од главните причини е тоа што ако не го направат тоа и не имплементираат гејропски стейблкоини, муриканските ќе го превземат пазарот. Затоа што не прашувате вие дали да користите, вие едноставно користите, така? Значи никој не ме прашува дали сакате, тоест вие не прашувате никого дали им одговара или не, едноставно си купувате Тетер и си плаќате во Тетер на сите кои што им одговара и дали тоа и се допаѓало на Урсула фон дер Лајен, тоа е нејзин проблем, така? Па и во оваа ситуација, значи немаат избор освен да почнат да минтаат сопствени стейблкоини, наспроти да добијат комплетна доминација од USD стейблкоините. Така да тоа и понатаму ќе продолжи да расте, а како следува имплементацијата на стейблкоини, така следува и имплементација на криптовалути. Следно, најголемата банка во Русија, тоа е Сбербанк, Сбербанк, која што е државна банка, почнува да дава кредити со колатерал на крипто. Во превод, ако вие сте компанија која што има било каков тип на крипто, можете тоа, сега не е било, нормално ќе има за одредени валути, ќе може во тие валути да дадете колатерал за да ви биде даден кредит. Ова не е прв пат, во Русија ова беше веќе направено пред некое време од друга банка, овдека беше испомната, се обидам само да видам дали можам да го најдам нејзиното име. Да, Совкомбанк, значи веќе го има ова направено, но кога станува збор за државната банка, Сбербанк, истата ќе нуди на, нормално, не на физички лица, туку на правни лица, институции, да може да добијат кредит со колатерал во крипто. Ова е веќе пробано, значи официјално во текот на крајот на 2025 година, истите направиле проба, односно нели да ги пробаат сите овие би рекол структури кои што ги имаат имплементирано со компанија во Русија која што врши мајнинг. Само да видам точно како изгледаше, еве во тој дел. Значи компанијата која што учествувала во овој пилот е само да видам каде е нејзиното име, не можам да го најдам. Значи еве го, AO Intelation Data, која што практично врши мајнинг во Русија на различни криптовалути, каде што истите овие валути кои што нели ги имаат измајнато ги искористиле за колатерал, а Сбербанк откако ги прима овие, значи замислете вие може да депонирате криптовалути во државната банка во Русија, кои што се држат нормално во старателство од Сбербанк како колатерал за да ви дадат практично кредит. И овдека веќе направиле собствена кастади инфраструктура со така наречен RUTOKEN хардвер солуција,
нормално root токен, зошто очигледно, каде што практично додека го исплатите ќе бидат држани овие коини токени во старателство. И веќе, значи, на големо се зборува дека се тоа ќе стане мејнстрим, дека било која компанија ќе може да земе кредит на овој начин, доколку нормално ги исполнува условите кои што се пропагираат. За жал, Кина на 6 февруари уште еднаш потврди дека банот за криптовалутите и проширено на Real World Asset токенизација и понатаму важи на целата територија на Mainland China, односно на Кина, не во Хонг Конг. Овдека конкретно се зборува за RWA. Зошто? Кина стравува дека потенцијално некој ќе го токенизира UN-от и дека на тој начин они нормално нема да имаат целоса контрола врз UN-от, како што досега имаа, поради тоа што нивниот UN нормално, они би сакале да го контролираат преку сопствениот CBDC. На овој начин вие дозволувате приватни компании да го токенизираат и контролираат UN-от. Така да тоа е главниот страв кој што моментално Кина го има. Пак ќе кажам, само прашање на време, многу меѓу време и понатаму останува истата структура како што може да забележиме, го користат Хонг Конг како digital playground, така речено, sandbox за тестирање на оваа технологија пред да дозволат истата да биде имплементирана во Кина. А тоа го гледаме обратно, како во Хонг Конг гледаме сосема обратна ситуација, каде што се движи кон адаптација и имплементирање на блокчейн. Сега сакам накратко да поразговарам за овие два наслови, затоа што гледам дека има некој огромен фат, не можам да разберам зошто, значи да ги сумираме и симплифицираме работите. Без разлика дали Джефри Епстин бил инвеститор или не во Coinbase, дали Джефри Епстин платил одредена количина во времето кога биткоин се развивал на девелопмент тимот, значи една работа треба да разбереме. Јас овдека секогаш го земам за пример нуклеарното оружје. Значи, нуклеарното оружје е смислено од нацистички нуклеарни физичари, кои што понатаму се киднапирани од Мурика и од Русија и принудени да ја завршат својата работа и да направат нуклеарна бомба. Што сакам со ова да кажам? Тоа што нацисти, кои што сите знаеме дека, барем посебно во нашиот славиенски свет, нацистите завршуваат само на еден начин, посебно на наша територија. Толку ги сакаме. Тоа не го менува фактот дека без разлика дали е смислено од нацисти, од американци, од руси, од најлошите луѓе во светот, технологијата сама по себе не е добра или лоша. Технологијата е корисна или бескорисна. Кога е корисна, зависи како ја користите, станува добра или лоша. Тоа што они направиле нуклеарна фисија, која што потоа се користи за нуклеарна бомба, не го менува фактот дека истата се користи и за огромна количина на енергија, која што денеска важи за една од најзелените енергии во светот. Тоа што е измислена од луѓе кои што биле детеубици, славјаноубици, тоа не го менува фактот дека технологијата сама по себе има огромен use case. И пак ќе напоменам, што треба ние да престанеме да користиме нуклеарна енергија затоа што нацисти ја смислиле? Напротив, тоа нема апсолутно никаква врска со низиниот use case. Овдека е истата ситуација. До сега нема апсолутно никакви показатели дека некој има бекдор, дека некој има познавање за тоа како да го манипулира алгоритмот, како да стигне до оној огромен wallet на Сатоши Накамото. Што ви кажува тоа? Технологијата сама по себе моментално ја докажува својата корисност, без разлика на тоа кој бил оној кој што иницијално инвестирал во неа. Се разбираме? Значи, пак ќе ве прашам, тоа што моментално BlackRock инвестира во биткоин, тоа е негативно. Така? Но тоа не го менува фактот дека тоа е реалноста. Сакале ни или не можеме да го промениме. Една единствена работа која што мора да биде јасна во оваа ситуација е што? Дали тоа што Джефри Епстин бил еден од иницијалните луѓе кои што давале пари на Bitcoin Core Development тимот, променило нешто во самиот блокчейн? Не. Ако било такво нешто до сега ќе го најделе. Значи ние зборуваме за милиони и милиони програмери, инженери и така натаму кои што ако нешто имало до сега ќе го нашле, така? Што значи дека не е битно кој инвестирал. Битно е како оваа технологија се користи. Битно е дали може да биде злоупотребена. Не може да биде злоупотребена заради тоа што некој платил на Core Development тимот. Се разбираме? Не може.
може да биде злоупотребена ако се докаже дека моментално Джефри Епстин и IDF или Мосад на Израел има бекдор во биткоин. Такво нешто до сега не се докажало. Со оглед на фактот дека блокчейн е транспарентна технологија, ако било такво нешто постоело до сега, некој ќе го нашол, се разбираме. Значи, кога е само еден најобичен фат, што нема апсолутно никаква врска, затоа што на крајот од денот пак ќе напоменам. Биткоин не силувал деца, биткоин не убивал луѓе, биткоин не местел избори, биткоин е технологија. Кој како е користи зависи од тоа што сака да постигне со неа. На крајот од денот, како што многу пати сме зборувале, многу од луѓето ја користат оваа технологија, како што знаете и сами, за негативни криминални дејства. Тоа не ја прави технологијата лоша, тоа ја прави технологија. Значи, па ќе кажам ја, нуклеарно оружје се користи за уништување, но се користи и за креирање. Блокчейн технологија се користи за криминал од криминалци, но се користи и за се останато, и како што веќе многу пати сме покажале. Значи, незначително мал процент од оваа технологија се користи за криминал. Така, посебно затоа што е транспарентна. Така да дај да запреме со препаѓањето дека наводно има некаква поврзаност, дека не знам што ќе се случи, ако нешто до сега требало да се случи, ќе се случило. Така да јас и понатаму, додека не се докаже дека има нешто компрометирачко во однос на самиот блокчейн, кој инвестирал во блокчейнот, мене апсолутно не ми менува ништо во однос на тоа каков use case и каква масовна дотација истиот може да има. Така, можеме да продолжиме со Altcoin Investi, нормално дека веќе зборуваме за самите проекти. Прво, како и секогаш, на кратко погледнуваме што се случува со Real World Asset токенизација, како една од најбитните категории кои што мораме да следиме. Гледаме дека и понатаму, без разлика дали е bear market, погледнете ова, значи околу 11% пораснала вкупната количина на токенизирани капитални добра во последните 30 дена. Очигледно во овој сектор луѓето не ги интересира дали е bear market или bull market, нив ги интересира дали оваа технологија функционира и како истата може да имплементира финансии on-chain. Што значи дека ова и понатаму расте ви покажува дека адоптацијата се поголема и поголема. Ова не се стейблкоини, стейблкоините се на страна, ова е исклучиво капитални добра надвор од стейблкоините, кои што се токенизирани. 11% во последните 30 дена. Значи, толку моментално е голема заинтересираноста за токенизација. Као што знаете, во последниот период, односно во претходната недела, додадовме уште еден коин, тоа е Quantum CC коинот, кој што е нова адиција на надградување на нашиот сектор во портфолиото, кој што е наменет нормално за токенизација. Сега, овде ќе имаме нешто многу интересно, како би рекол нов индикатор, кој што го додадовме. Значи, од овој артикл, каде што Sentiment, тоа ако знаете, една од оние on-chain компании која што има развиено еден од индикаторите кои што го следиме за сентимент на пазарот, значи моментално има развиено многу интересна листа, би рекол, каде што според тоа како изгледаат on-chain GitHub сепозиторис од овие блокчейни и кои што се наменети за надградување на блокчейнот да работи во Real World Asset токенизација, ги рангираат. Значи, ова е таа листа, истата наскоро ќе ја споделиме на Patreon, во делот со админите и сите корисни линкови и страни кои што ги следиме, каде што од сега ќе ја следиме нормално оваа листа секогаш кога имаме Altcoin Investi. На оваа листа можеме да забележиме дека според рангот на тоа колку се работи на Real World Asset токенизација, значи овдека според тоа што го забележавме, според нивните аргументи, се земаат во предвид буквално сите скрипти кои што се депонирани на GitHub и се гледа дали овие скрипти се наменети со цел да имплементираат што поголем Real World Asset токенизација на блокчейнот. Според тоа, погледнете, најактивни во оваа сфера се Chainlink, Stellar, Hedera и Avalanche во моментов. Че ова се 4 најактивни проекти кои што се фокусирале највеќе во последниот период на Real World Asset токенизација. Нормално овдека се и останатите како Sky, Maker, Ondo, Algorand, Quant, XDC, VeChain и така натаму, значи дека се повеќе и повеќе гледаме дека одредени блокчейни на вистина гледаат просперитет во оваа сфера и се насочуваат кон неа. Ondo само што направи договор со blockchain.com, ова е уште една менувачница која што има собствен wallet, која што највеќе работи во Гејропа. Односно со ваквиот договор blockchain.com кој што функционира во 30 различни држави во гејропската економска сфера,
ќе можат директно преку Ondo, нормално која што е имплементирана на blockchain.com, да купуваат над 200 различни акции во нормално токенизирана форма. Значи тоа ни покажува дека се повеќе и повеќе, колку пати до сега сме кажале, иднината не е еден блокчейн, иднината не е една апликација, туку иднината е мултичейн, мултиапликација. Во оваа ситуација што може да забележиме? Преку интеграции, каде што Ondo го има целиот, би рекол, софтвер и инфраструктура за токенизирање на акции, истиот го имплементира како дел од blockchain.com, кој што како услуга нуди индиректно, нели, во оваа ситуација, со оглед на фактот дека Ondo и имплементира својата услуга на blockchain.com, неговите клиенти да можат да купуваат и продаваат токенизирани акции. Значи, ова е крајно позитивно со оглед на фактот дека на овој начин Ondo практично добива дозвола да работи во цела Европа. Така, значи ова е екстремно позитивно за Ondo, екстремно позитивно за оваа менувачница и пак ќе напоменам, мислам дека треба екстремно да се фокусираме на овој сектор, нормално не целосно, но во голем дел портфолиото и тоа планираме да го направиме. USDY, значи е стейблкоинот на Ondo, кој што нормално е дел од неговото портфолио на токенизирани капитални добра, а застанува збор за нормално стейблкоини и за US Treasuries, односно мурикански долг. Каде што сега USDY како стейблкоин ќе биде достапен на SEI екосистемот. Што значи дека било која апликација на Layer 1 SEI во DeFi секторот ќе може да користи USDY, а при тоа нормално и да ги нуди наградите кои што Ondo ги дава за USDY со оглед на фактот дека е, нели, yield bearing stablecoin, затоа што Ondo за количината на USDY кој што го минта купува treasuries. Така да ова е крајно позитивно за SEI, крајно позитивно за Ondo и MetaMask, многу битно, од 3 февруари официјално, според тоа што успеав да го видам. Се уште не сум проверил на апликацијата, нема време денес, но на мобилната апликација на MetaMask Ondo е имплементиран во целиот свет. Односно на MetaMask од сега па натаму преку Ondo ви дозволува да купувате акции директно на вашиот MetaMask. Значи пак ќе напоменам, ова е тој мултичейн, мултиапликација екосистем кој што гледаме дека полека се гради. Сите овие значи партнерства, структурни имплементации еден во друг протокол навистина ќе помогнат на секој од овие проекти да порасне, се разбираме. Така да пак ќе кажам, јас сум екстремно позитивен во однос на Ondo, очигледно зошто. Ripple, многу интересни вести кога станува збор за real world asset токенизација. Ако се сеќавате последниот пат, кога ги анализиравме категорија по категорија, видовме дека Ripple има моментално токенизирани диаманти, верувале или не. Односно во commodities, значи во real world asset токенизација commodities, каде што видовме дека има многу различни ресурси кои што полека почнуваат да ги токенизираат. Ако се сеќавате, на почетокот беше само злато и некоја мала количина на нафта. Сега стигнавме до храна, како се сеќавате последниот пат гледавме пченка и така натаму, до сребро, до минерали и моментално едно од поинтересните работи кои што ги најдовме се цели колекции на диаманти. Односно, овдека може јасно да ги видиме, значи ова се колекции на диаманти кои што се токенизирани на XRP Ledger преку Control Alt компанијата од Дубај. Односно во Дубај со дозвола на нивниот Virtual Asset Authority, значи ова е Dubai Virtual Asset Regulatory Authority, е дозволено и нормално ова е регистрирано во Дубај дека овие 280 милиони долари вредни колекции на диаманти, сега дали со ова колекција или конкретно нели еден по еден диамант, како што нормално понекогаш се прави, се токенизирани на XRP Ledger директно. Значи, пак ќе кажам, ова е иновативност, ова е еднината и буквално можеме да видиме секој ден како се повеќе и повеќе се движиме кон истата. Fireblocks, ако се сеќавате, е институционален, би рекол во оваа ситуација, голем играч, со оглед на фактот дека оваа платформа не работи со физички лица, работи исклучиво со институции, со правни лица, каде што буквално овозможува било каков тип на услуги кои што им се потребни во однос на блокчейн. Fireblocks е една од најголемите компании која што има екстремно голема количина на интеграции со најразлични блокчейни, најразлични апликации. Последната е со Canton Network. Тоа е новиот коин кој што го додававме, веќе направивме и видео во текот на претходната недела, може да го погледнете, каде што вели
чисто за да разберете колку е ова големо, Fireblocks самиот по себе вели моментално имплементира во текот на една година околу 5 трилиони долари трансфери на дигитални валути помеѓу овие институции. Значи клиентите кои што ги има. Вели, сето тоа моментално ќе биде правено на уште повисоко ниво преку Canton Network. Односно, ако сте го погледнале видеото за Canton Network, значи идејата на Canton Network е да биде privacy oriented блокчейн кој што ќе биде исклучиво за институции. Односно, секој од овие институции има свој влез, би рекол, во мрежата и истиот е практично јавен само помеѓу оние два партнери во моментот кога прават некаква трансакција. За се останато е приватен, што значи дека целата мрежа апсолутно нема појма дека одредени два компоненти, односно две институции, направиле некакви трансакции помеѓу себе. Нормално на Fireblocks ова им е екстремно потребно, со оглед на фактот дека до сега мора да се базира на паблик блокчейни како Ethereum. Знаеме дека Fireblocks е еден од најголемите инвеститори во Ethereum директно и во Ethereum фондацијата. Со тоа што ова буквално ја менува целосно играта. Значи нуди регулирана приватност за институции, не за физички лица, да можат помеѓу себе да прават трансакции без истите да бидат јавни. Значи ова е навистина добра позитивна работа како за Canton нормално во оваа ситуација и уште една интеграција на Canton фондацијата на Canton Network е USDT. USDT моментално, и Fireblocks не само што ќе биде интегриран, туку ќе има и свој супернод. Значи на Canton има околу 13, сега можеби веќе 14 супернодови, кои што нормално ја одржуваат мрежата, значи дека Fireblocks нема да биде само корисник, туку ќе биде стратешки партнер на Canton блокчейнот. Пак ќе кажам, Fireblocks е еден од најсериозните играчи во криптосферата, но не е толку мејнстрим затоа што не работи со физички лица и уште еднаш ќе напоменам чисто да знаете колку е големо. Fireblocks пред Гери Гангстер, оној кој што беше SEC Chair, ја поднесе тужбата против Ripple со цел да го одбрани Ethereum и да го елиминира Ripple од конкуренција и следниот ден откако заврши со работа во SEC, почна да работи во Fireblocks. Значи тоа беше една драма која што мене не ми се веруваше дека се случува и нормално гледаме дека моментално тоа и се случи. Ripple е моментално со 3-4 пати помал маркет кап од Ethereum. Значи буквално колку се сериозни играчи, се разбираме. Значи ова очигледно е оркестрирано од Fireblocks, кој што е голем бекер на Ethereum, само да ви кажам колку се големи. Во исто време исто да се случува и овде, USDT моментално, така речено според ова што гледам, станува неофицијално стейблкоин на Canton мрежата, како и на неговите клиенти, каде што во било кое време преку Canton мрежата овие клиенти ќе може да минтаат и да прават брн на USDT преку директен контакт со Tether. Така да ова е екстремно позитивно, значи гледаме дека Canton навистина полека се поставува како главен играч за во оваа ситуација за институции. Значи зошто Canton и Ondo можеме да видиме дека Canton поради неговиот privacy layer кој што е дозволен од институциите, значи е веќе прифатен од најголемите играчи. Гледаме дека JP Morgan матично го става својот блокчейн JPM на Canton, гледаме огромна количина на институции кои што му се приклучуваат. Обратно, кога станува збор за физички лица, гледаме дека најголемиот дел тоа го прават преку Ondo. Значи најголем дел од менувачници од физички лица купуваат преку Ondo. На тој начин имаме изложување и на институционалните играчи преку Canton и на Ondo, на физичките преку Ondo. Така да Canton дефинитивно ќе го надградиме во следните неколку купувања. RLUSD официјално станува full-fledged, значи со посебна дозвола и одобрување од страна на CFTC преку надградување на нивната листа. Значи они имаат посебна листа во која што спаѓаат одредени стейблкоини кои што веќе ги исполниле сите потребни услови да имаат полноправно би рекол својство на платежно средство во Америка. Официјално RLUSD пред само еден ден го исполни ова. Што значи дека стейблкоинот на XRP ги има апсолутно сите права на USDC, кој што досега беше еден од врвните, или кој што има целосна дотација, и нормално со ова практично станува легално средство во цела Америка и нормално понатаму верувам и во светот. Со тоа што не заборавајте дека не е ова случајно, во исто време да се потсетиме дека и понатаму чекаме да видиме кога Ripple ќе стане банка. Официјално добија одобрување за да има своја
регионална банкарска франшиза. Сега како ќе успеат и кога ќе успеат, нормално има дополнителни услови кои што треба да ги исполнат. Ова е само како што они го нарекуваат, значи conditional approval, значи дека треба одредени услови се уште да исполнат за целосно да може да добијат оваа лиценца и да почнат да работат како банка. Значи ова е сериозна работа. И уште еднаш ќе напоменам сите оние кои што мислат дека RLUSD ја намалува функционалноста на XRP, напротив, колку повеќе се интегрира RLUSD на XRP мрежата, толку повеќе фи се плаќа во XRP автоматски. Вие имате ситуација во која што на тој начин се повеќе и повеќе ви е потребен XRP за да платите фи. Така, ако станува збор за меѓународни трансфери на пари, во RLUSD не може да ги направите, затоа што од другата страна потребено да стигне, например, во јен, или во јуен, или во филипински пезос и така натаму, што значи дека повторно ќе ви биде потребен XRP. Значи комплементарни се еден на друг, а не негативни еден кон друг. И во исто време, додека RLUSD добива целосен апрувал да биде буквално рачунат како платежно средство во Америка, Ripple добива банкарска лиценца во Америка и во исто време Ripple добива full и money license во Европа. Во Луксембург официјално пред само неколку дена, еве да видам кога е, на 2 февруари, пред само 5-6 дена, добива дозвола да работи на целата територија на Европа како компанија која што може да врши било каков тип на трансфер на средства. Значи, не, како да ви објаснам, повеќе од ова треба ли се гледа каде се тоа се движи, но како и да е, тоа е нели мое мислење, секој треба да се одлучи за себе. Ripple дефинитивно станува дел од нашето портфолио. Во исто време да се потсетиме дека не само што се обидуваат да буквално го окупираат, би рекол, целиот овој сектор на трансфер на пари на меѓународно ниво, дечките купија своја сега веќе фирма, така наречена Ripple Prime, ако се сеќавате, тоа беше во последните неколку месеци, значи имаат своја брокеридж компанија, која што верувам дека ќе биде користена за real world asset токенизација, останува да видиме на што, дали тоа ќе биде американски долг, акции, останува да видиме, но како и да е, ова не е случајно. Првата интеграција на DeFi протокол на оваа фирма е Hyperliquid, моментално најголемиот DeFi протокол веднаш после Uniswap, децентрализирана менувачница, е интегрирана на Ripple Prime од пред само некој ден. Но не они да може да продаваат, напротив. Hyperliquid ќе ги нуди услугите на луѓето и понатаму, односно клиентите на Ripple, ја користат Ripple Prime како главна платформа. Hyperliquid само ги додава своите услови за DeFi нормално услуги. Така да ова е крајно позитивно, како за Hyperliquid, така и за Ripple, дека на овој пак традиционален тип на ентитет како брокерска фирма, да му додадете DeFi протокол кој што им дава DeFi услуги на неговите клиенти. Значи, се повеќе и повеќе гледаме интеграција на блокчейн во традиционалните финансии. И последната шахмат, драги мои, значи сега останува да видиме, јас колку што се сеќавам, прво имаше идеја дека наводно Solana ќе го превземе ова, сега гледаме поинаква ситуација. Официјално од 4 февруари Mastercard и нивниот CEO вели, моментално Ripple ќе биде блокчейнот на кој што ќе бидат реализирани сите blockchain powered settlement. Што значи сите плаќања кои што ќе бидат моментално направени преку Mastercard, кои што се на ниво на плаќање на блокчейн, ќе бидат направени на Ripple мрежата. Што значи дека секој фи што ќе го платите со било која трансакција на Mastercard за стейблкоини и така натаму, било каде што плаќате, официјално ќе биде на Ripple. Значи, останува да видиме како се тоа ќе изгледа, но според ова што успеав да го видам, моментално, ако веќе станува збор за стейблкоини, користење на Mastercard, тогаш јас не гледам причина зашто тоа не би бил RLUSD. Така, ако веќе вие користите Ripple, нормално на Ripple матичен е RLUSD. Што значи дека ако вие било кое плаќање го правите преку RLUSD, без разлика дали вие имате или не RLUSD моментално, вие плаќате во долари, автоматски самата структура на Mastercard во позадина, како нели payment settlement layer, го прави тоа во RLUSD, како стейблкоин на доларот, а во исто време плаќа фи во XRP. Што ви е потребно за да може да функционира целата оваа мрежа? XRP. Од друга страна и понатаму се сомнева дека ќе има
второ бит за превземање на Circle од страна на Ripple. Со тоа што се верува дека овој пат ќе понудат $11 милиарди за да го купат Circle и на тој начин да ако пресева стейблкоин бизнисот во светов, останува да видиме, но сите овие вести мене не знам како да ги кажам, колку и да е bear market, вакви вести не може негативно да ви делуваат, значи Ripple моментално апсолутно изгази. Значи сакале луѓето или не, тоа е реалноста. Следно, Chainlink, моментално ова се новите блокчейни на кои што е интегриран во различни сегменти. Знаете дека Chainlink има многу различни услуги. Првите кои што се интегрирани во однос на CCIP, нормално протоколот, ApeChain, Arc, Hyperliquid Inc, ова е на Kraken новиот блокчейн, Jovei, Linea, Plasma, WorldChain, zk-Sync. И во однос на DataStreams, ова е некој нов, не прв пат го гледам, Pharos. Ова се новите блокчейни кои што користат Chainlink во одредени сегменти, on-chain, алатки кои што ги нуди. Polkadot само што имплементираше смарт контракти. Ако се сеќавате, иако е Layer 1, идејата, тоест Layer 0, идејата на Polkadot не беше да мора да имплементирате смарт контракти директно на него, туку вие да имплементирате свој блокчейн кој што ќе биде или не смарт контракт compatible. Официјално тоа го променија, сега Polkadot станува стандарден Layer 1 протокол, каде што од 4 февруари официјално може да се користат смарт контракти и може да се користи Solidity и апликации од Ethereum да се пренесат директно на Polkadot. Почетокот е малку бавен, како што самите кажуваат, но тоа не го менува фактот дека, нели, ако само што сте имплементирале одредени промени на еден блокчейн, не може да очекувате дека во истиот ден ќе има масовна адаптација. Како и да е, ова е позитивно, затоа што моментално на овој начин се повеќе и повеќе Polkadot додава функционалности на сопствениот блокчейн и во исто време нешто што го промашив, не знам како сум го промашил, значи ова е пред, така речено, неколку месеци, во септември 2025 година, е донесен и изгласан предлог со 81% на DAO-то на Polkadot, дека ќе се направи кап на максималниот issuance на Polkadot на 2,1 милиарди Polkadot. Зошто е ова толку битно? Значи, со овој нов предлог, значи имаме fixed supply од 2 милиарди и 100 милиони токени на DOT, што значи дека ако веќе сме стигнали до 1,6, имаме само уште, така речено, помалку од една, како ќе да е, петина, која што треба да биде изминтана, автоматски на тој начин имате ограничување. Така, значи, ваквото ограничување практично ќе помогне во нормално раст на цената на токенот, тоест извинувам, коинот на долг рок. Тоа е доста позитивно за проектот, знам дека неговата цена е доста ниска, но и понатаму проектот е екстремно активен. Во исто време, да се потсетиме дека Cardano е во последната Voltaire ера, која што треба да биде завршена со имплементација во почетокот на 2026 година и тоа се случува. Односно, ако се сеќавате, јас многу пати сум зборувал, ќе повторам уште еднаш, Cardano веднаш после биткоин важи за најдецентрализиран блокчейн во светот. Значи, имаме целосна децентрализација во governance, фондацијата и како беа неколкуте ентитети кои што стојат позади, како е Murgo, како уште една имаше, сега не ми текнуваат точно имињата, значи веќе немаат носечки или одлучувачки гласови, напротив, значи официјално имаме функционална DAO, би рекол, организација, каде што имате јасни органи, кои што има јасни задачи кои што треба да ги завршат и нормално истите се бираат на одредени избори, значи неприкосновено, без никакви, нели, па ќе кажам, сега можеби понатаму ќе има некои политики, но сега за сега ова е како треба да изгледа по дефиниција еден блокчейн и дека функционира најбитните две одлуки кои што моментално беа целосно имплементирани од овие ново избрани нормално два органи и потоа гласани од заедницата, се дека PIT ќе биде официјалниот Oracle Network за Cardano, кој што веќе е интегриран, и само пред неколку дена, тоа го најави Чарлс Хоскинс, дека USDC ќе биде интегриран како матичен стейблкоин на Cardano. Значи тоа ќе следи наскоро, моментално е одобрено, изгласано и сега веќе ќе следи нормална интеграција на USDC на Cardano. Ова ќе помогне многу со самиот екосистем, односно DeFi сектор на Cardano. SUI официјално не само што е на Coinbase, туку и SUI токен
стандардот е адаптиран целосно на Coinbase, односно од сега па натаму не само SUI, туку било кој дополнителен токен од аспект на DeFi апликации и така натаму ќе биде целосно препознаен и адаптиран во Coinbase. Значи целиот екосистем на SUI, било кој друг токен ќе може исто така да биде пратен, продаден, заменет нормално понатаму апликациите користени на Coinbase. Ова е крајно позитивно, затоа што на тој начин гледате се поголема и поголема интеграција на, пак ќе кажам, најголемите ентитети како централизирани менувачници и блокчейн. Следно ние Algorand фондацијата се враќа назад во Мурика поради претходната администрација. Видовме како многу проекти буквално се исели од Америка, почнувајќи од Ripple, еве и Algorand, и повторно се враќаат назад од Сингапур со воспоставување на свој штаб, или како сакате да наречете го, headquarters во Delaware, Тексас. Каде што нормално ова ќе биде доста позитивно, се зборува дека има и нови лица, како што успеав да видам во нивниот борд во фондацијата која што го води нормално, со тоа што еден од побитните што успеав да го видам е бившиот CEO на MoneyGram моментално станува дел од овој тим и одредени други сега компании што не може да кажам дека ги знам, како нели CEO на Abra, CEO на FinCEN и некои други кои што моментално гледаме дека се регрутирани од Algorand. Така да ова е позитивно, тоа значи дека навистина функционира, се обидуваат да направат нешто, да го надградат и така натаму. Поради позитивната атмосфера за криптоадаптација во Мурика моментално се враќаат назад, така да ова е крајно позитивно за Algorand. Alchemy Pay само што доби посебна лиценца во Хонг Конг. Тоа што го зборувам цело време, очигледно Хонг Конг се обидува да биде што поблиску до крипто за разлика од Кина. Не заборавајте, тоа е иста држава, ништо во Хонг Конг не може да се случи ако Кина не го одобри. Значи дека тоа е играта, мене ако ја прашувате, се обидуваат прво да видат како ќе функционира таму пред да го имплементираат во Кина. Со тоа што со оваа нова тип 4 HTF Security Limited License практично им дозволуваат да бидат не само што има money трансфер лиценца на територијата на Хонг Конг, туку сега имаат и консултации, односно сега на своите клиенти може да им даваат консултативни услуги за функционирање на територијата на Хонг Конг. Така да, па ќе кажам, секоја чест на Alchemy Pay, значи дечки е барем во тој дел да вистина работа. Најголемиот on-off board ентитет во светот. Tether само што инвестираше $150 милиони во Gold.com. Колку само големи стана ентитетите во крипто светот кога станува збор за глобална адаптација, драги мои. 5 февруари, значи со овие $150 милиони, Tether купи 12% од Gold.com. Тоа е компанија која што е во исто време менувачница за размена на благородни метали, како злато, сребро, платина, паладиум и така натаму, но во исто време не заборавајте дека истите има и не е само тргување, туку и логистика, достава, сторич на благородни метали, значи буквално целосна услуга во однос на пазарот на благородни метали. Зошто го прави ова нормално Tether? Заради неговиот XAUT, тоа е нормално стейблкоинот во противредност на злато кој што го има Tether, така да на овој начин се повеќе и повеќе се имплементира во златните пазари и ова не го прави случајно, че ова е еден од најголемите ентитети, најголемата менувачница на благородни метали. Значи на тој начин би рекол пласманот на неговиот стейблкоин XAUT во противредност на злато е се повеќе и повеќе осигурен. Крајно позитивно. И Wormhole ќе има airdrop. Сега малку прочитав, нема да навлегувам премногу, може многу лесно го најдете, само пишете Wormhole airdrop, кој што треба да биде се извинувам, ова е малку стара вест. Ја мислев дека е нова, но испаја дека е пред една година. Се извинувам, тогаш малку застарена вест, можеме да исклучиме. DraftKings моментално ќе има своји predictions на Crypto.com. Гледаме уште еден тип на интеграција, каде што Kalshi и останатите како DraftKings и други, би рекол prediction markets, се интегрираат со централизираните менувачници, не е ништо ново, каде што Crypto.com ќе ви дава услуги да може да се кладите директно на самата апликација на Crypto.com, ова допрва ќе го гледаме, каде што се повеќе и повеќе ова ќе стане секојдневие, за разлика од другите кои што се централизирани во овој маркет, би рекол ентитети, како централизирани кладилници, ова ќе станува, мене ако ме прашувате, се поблиску до клиентите, посебно кога станува збор за блокчейн, затоа што е многу лесно
да се кладите со крипто. Имате MetaMask, така, отварате калши и го поврзувате MetaMask и вие сте спремни да се кладите. Нема потреба од апсолутно ништо, освен најобична инфраструктура на блокчейн. Така да, затоа верувам дека ваков тип на проекти има добар просперитет, со оглед на фактот дека знаеме дека човечката раса е склона кон вакви негативни појави како кладење за жал, но тоа е реалност. И последно, Интернет компјутер ќе лансира 1000 канистери Zone Challenge, што е нешто интересно што треба да трае од 5 февруари до 7 март, нема да навлегувам премногу. Ова е за сите оние кои што сакаат малку повеќе се занимаваат со ICP и со програмирање на истиот. Многу лесно може да го најдете, само запишете 1000 Canister Zone Challenge и ќе го најдете ако некој се интересира за програмирање на ICP. Значи, пак ќе кажам, ова се некаков тип на хакатони, кои што многу пати сме испомнале, кои што буквално само што е почнат пред неколку дена, ако сакате да учествувате, многу лесно може да го најдете. И за крај, само на кратко ги проверуваме портфолијата на сите оние големи ентитети кои што ги следиме, како A16Z, каде што гледаме дали има продажба на одредени токени, као што можеме да видиме нема, иако нивните портфолија се намалуваат, гледаме дека истите не ги продаваат коините кои што ги поседуваат. Grayscale, слична ситуација, моментално можеме да забележиме дека нема голема промена, тоа е стандардно, постојано продава по мали количини, но нема нагла промена како овде, што значи дека ова е само намалување во однос на падот на цените на пазарот. World Liberty Fi, стакале не, мора да следиме, имаме пад, ама пак не верувам дека е поради промена на токените, туку е поради тоа што се менува цената на истите на пазарот. Значи, дека гледаме дека никој од големите ентитети не продава. Значи, еве, исто и Pantera Capital има солиден пад, но имаме многу благ пад на портфолиото кој што беше уште во почетокот на јануари. Као што видовме, тоа е мала количина на ондо кој што ги продаде, но од тогаш нема продадено ништо. И уште еднаш се надам дека уживавте, како и секогаш, доколку уживавте, би ве замолил да станете дел од нашата Patreon заедница. Тоа е нашиот приватен форум за сега. Во вториот сегмент од апдейтот на нашиот канал ќе направиме нов наш форум кој што ќе биде исклучиво по правила и нормално би рекол барања, креиран за оние кои што се дел од нашата заедница, значи ќе направиме да биде се по ваше барање. Сега за жал тоа не можеме да направиме чекор по чекор. Во меѓувреме станете дел од нашата Patreon заедница, со оваа мала членарина ни помагате да можеме да направиме што повеќе за македонската заедница, да има што повеќе вакви материјали, што повеќе ваква едукација, а во спротивно, значи добивате да бидете така речено дел од сите овие чатови, каде што може во исто време да добиете и споделите информации и едукација, имате директно пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно. Исто така овие офлайн материјали прво ги доставуваме на нашата Patreon заедница, а потоа ги споделуваме на нашите канали. И еднаш месечно имаме лайвстрим кој што е наменет само за нашата Patreon заедница, каде што разговараме за се што ги интересира и сите прашања кои што ги имаат нашите членови, а потоа го аплодираме ова видео и на нашите канали. Линк до Patreon заедницата може да најдете во дескрипција на секој од нашите видеа, а доколку сакате на годишно ниво да го обновите вашето членство или да го реализирате, само напишете ни на cryptogimidji@gmail.com во која валута би сакале да платите. Ова се чланарините на годишно ниво со 30% попуст, за разлика од она што би го платиле на Patreon, и ќе добиете линк за да може да го регистрирате вашето годишно членство на Patreon. Ви благодарам, се надевам уживавте и се гледаме во следната, би рекол, доста интересна недела. Поздрав од Крипто Гемиџи. Listen up, class is in session tonight. Crypto Gimidji, here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the burst. Blockchain technology, decentralized and true. Not just speculation, knowledge carries you through. Crypto Gimidji, teaching you the way. But never all in one day. DCA is strategy, patience is the key. Crypto Gimidji, setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management in tight. Crypto Gimidji
Bitcoin's genesis to altcoin seeds. Proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts executing, reaching for the sky. Crypto Jamizia, your educational guide through the volatility. Stay right by your side, not financial advice, just wisdom to share. Crypto Jamizia,